Речната долина, што на север се граничи со Шар-планина, од запад со Кораб, Дешат и Крчин, од исток со Бистра и Стогово, а од југ со Дебарското езеро, се вика река. Низ оваа котлина тече Радика, десна притока на Црни Дрим, се до изградбата на акумулацијата Дебарско езеро. Радика настанува од две реки. Голема или горна река, што извира од Кораб и за која говоревме во изминатите 3 емисии, и мала река што извира од подножјето на планината Бистра, за која ќе говориме во денешнава емисија. Овој пат ќе нарушиме едно правило за кое се држевме во минатите емисии и место потекот на реката ќе одиме спротиводно. Ако од местноста Бошков мост, каде што мала река се влева во Радика, по макадамскиот пат свртите влево, многу бргу ќе ве пречека пријатно изненадување. Елен скок. Така се вика овој мост, изграден пред многу векови на патот што ги поврзувал населените места од Дебарска и Полошка котлина. И додека камерата прави обид да ја долови местоположбата и мајсторијата на градителот, да ја раскажеме легендата за неговата градба. Прочуен зидар од овие краишта и на Куловџија еднаш ранил Елен. И место да бега Еленот се доближил до овџијата. Со солзи како петлици молел за помош. Еленот бил смртно ранет, та било доцна за помош, но не и за изградба на споменик, чија инспирација било телото на Еленот во скок. Така бил издидан Еленски мост. Поради многобројните реки и рекички што течат низ клисурестата долина и се влеваат во реката Радика, народот од памтивек овој крај го нарекол река. Мала река е лева притока на Радика. Таа ја одделува планината Бистра од Стогово. Пределот околу оваа река се вика Мала река, а луѓето што се населени овде малореканци. Во сливот на Мала река се наоѓаат вистинските и најчистите мијачки села. Сместени се и скриени по разграноците на планините Бистра, Јама и Стогово. Прочуениот српски географ Јован Цвијќ за овој предел пишува дека тоа е најзафрлениот и најскриениот крај на Балканскиот полуостров. Мијачките реки се всечени во долини со стрмни и високи страни, што достигаат височини над 1200 метри. Некои од нив, иако мали, понекогаш можат толку многу да надојдат, да понесат со себе дрвја и камења со огромни димензии, па дури и да ја преградат реката, да создадат и езеро. Ова се случува во летните месеци, кога има поројни дождови. Тогаш, низ нивните корита се спушта маса составена од камења, тиња, песок, дрва, што не може ништо да ја сопре. Урива се пред себе. Жителите, мештани, забележиле дека час пред тоа по долината се јавува силна воздушна струја, што овде се вика сукало, а потоа како да се истура Господ. Името на ова село му е Осој. Се простира на осојна терасовидна рамнина под планината Стогово. Раселено е. Само во летните месеци, како впрочем и сите мијачки села, живее живот како некогаш, исполнет со игри и плач на деца. На селото е Калуѓерска чешма, единствен сведок од подалечното минато што потсетува дека во ова село имало голем манастир
dok ovo mleko od bacilata na stogovo se doturalo со дрвени корита. Мала река ја градат Тресонечка и Гарска река. Да поидеме најпрвен спротивно на Тресонечка река. Нема да говориме за пейсажот, за колоритот на тој пейсаж, за убавините што не обкружуваат. Нека говори сама за себе сликата. Ова е селото Тресонче. Раштркано во повеќе мала, селото лежи на повеќе речни тераси на апсолутна надморска височина од 600 до 700 метри. И секое мало има свое име. Во Ферман, датирано од 1521 година, оваа населба се споменува како Дрвенџиско село, чии жители ги чуваат и ги оддржуваат патиштата по кои минувала царската војска, а за сметка на тоа селаните биле ослободувани од даноци и имале право да носат оружје. Најстариот жител на селото Чичко Петре ни го објаснува потеклото на името на селото. Од нашите предци, вели тој, се тресела сета нахија од дебарските села. Страв било тоа. Од тоа тресење селово наше е завикано Тресонче. Во минатиот век, овде, во Тресонче, своја работилница или сликарско ателје, како сега би рекле, имал прочуениот зограф, роден во ова село, Дичо Крстев. Во тоа ателје, овој познат мијачки зограф изработил повеќе од 1500 икони. Сите тие ги красат многобројните цркви во Македонија, Србија и Бугарија. Дел од своето творештво оставил и во селската црква што ви ја прикажуваме. Неколку километри на целото извира Тресонечка река. Водата од оваа река е бистра, пенлива и каскано се спушта кон селото. Минува низ непроодни шумски предели. Брза надолу и при тоа прави водопади, убави за гледање и уживање во нив. Но малку познати поради недостапноста од нив. Ова е селото Селце. Некогаш село, сега само урнатини. И 2-3 нови куќи за надеж дека лозата на селото не е сотрена. А само пред 50 години, поради убавината на куќите и местоположбата на селото, многумина го викале Селце манастир. Селото Росоки е сместено на изворите од Росочка река. Бликаат со вода овие извори, на кои во минатото имало безброј воденици и валавици што им служиле на сите мијачки села од Мала река, а и подалеку. Росочката река е многу кратка во својот тек. Само што ќе го мине селото Росоки, веднаш се влева во Тресонечка река. По целата должина, иако кратка, оваа река има бигорски наслаги, многу користени како градежен материјал, особено при градба на цркви.
Бигорот како градежен материјал обезбедува ехото на зборот да биде јасен, а бојата на тонот длабока. Ако пак за момент се вратиме по текот на Стресонечка река, па тргнеме спротивно по Горска река, таа ќе не нанесе во селото Гари, кај што е и нејзиниот избор. Селото Гари е сместено во една тесна долинка, чие потекло е од Глечерско езеро, што се наоѓало на планината Стогово. А таа, планината, така да се рече, никне веднаш од селото. Името на селото подсетува на угар. Луѓето ги сечеле дрвата, ги гореле, а се со една цел – да создадат ниви наречени угари. Гари е мијачко село што е на границата со племето Басијаци, од кое има придобиено многу нешта. За разлика од сите други мијачки села, чие занимање исклучиво било сточарството, во Гари можат да се сретнат и добро обработени градини. Главните корени од мијачката резбарска и градителска школа потекнуваат од ова село. Само да наброиме некои од нив. Петре Филиповски, наречен Гарката, неговиот брат Марко, се и идејни и изведувачки творци на многу познатите иконостаси, меѓу кои и оној во црквата Свети Спас во Скопје, потоа Тодор Ветковски, зоограф, резбар и градител. Двете познати куќи на браќата Робевци од Охрид се негово архитектонско дело. Градени се по негов план и под негов надзор. Високо на вишнините од Бистра, на работ од една висорамнина, лежи второто по големина малореканско мијачко село Лазарополе. Ако другите малорекански села се распослани на речни тераси, покрај кои по правило минува река притока на Радика, за Лазарополе тоа не може да се рече. Навистина, и покрај ова село тече Лазарополска река, но таа во поголем дел од годината е без вода. Инаку селото лежи на надморска височина од 1350 метри и е една од највисоките населби во Македонија. За прв пат во историските документи се споменува дури во втората половина на 15-тиот век, и тоа во кодиката на манастирот во село Слепче. Значи, историјата на ова село е и долга и богата. Еден разгранок на Бистра од три страни е заграден со вода. Кон ова возвишение може да се стигне на два начина. Пеш по Вартешка, така се вика местноста каде што минува Козја патека, или пак по макадамскиот пат неодамна поправен. Ние ќе одиме со кола по макадамскиот пат. Пред влезот од висорамнината, како порта се испречила една карпа. Се вика Миревичина краста. Легендата говори дека од врвот на оваа краста извршила самоубиство некоја стара жена по име Миревица, а како мотив за самоубиството го спомнала недоразбирањето со младите, или како би рекле ние, судир на генерации. Како настанало Лазарополе? Ќе раскажеме една легенда. Во непосредна близина на Лазарополе, веднаш под карпата наречена Соколица, е местноста Главиносело. Од селото нема веќе ни трага, иако само до пред 3-40 години убаво се гледаа контури на темели од истурени куќи. Имало и купишта работан камен. Сега и нив ги нема. Обраснале во дивината на шумата.
се слеале во со години натрупуваните лисја од дрвјата. Но каде се потомците на ова село во кое бил сместен и главатарот Мијачки? По некоја војна се враќале турските азби и пустошеле по селата Мијачки. Палеле и колеле и наближиле кон главино село. А селаните, како многу пати до тогаш, се сокриле во една огромна пештера, чиј отвор го знаеле само тие. Но една мома, мислејќи дека сите војници поминале, запеава: сите турци поминаа, Калина не ја видоа. Скривалиштето е откриено. На влезот во пештерата е запалена слама. Задушени се сите селани. Само еден, по име Лазар, се спасил и го заселил Лазарополе. Човешките коски пред пештерата легендата ја оправдуваат. На почетокот од овој век во Лазарополе живееле 2640 жители. Тоа било мало градче. Живеело свој специфичен живот. Имало и свој фотограф. Се викал Евстатија Јолески. Случајно, сосема случајно, снимајќи ја емисијава, откривме 500 фотографски плочи негативи. Ви прикажуваме само неколку од нив. Кој знае што се крие, какво богатство лежи во другите негативи. Кога се зборува за Лазарополе, за неговото подалечно минато, не може да се заобиколи најстарата и првоизградена црква во Мијачките села, како и нејзиниот ктитор Ѓурчин Кокалески. Пишувачот на првата македонска автобиографија, лазарополчанецот Ѓурчин Кокалески, за најголемо злосторство го сметал однародувањето, всушност погрчувањето, потурчувањето и побугарчувањето. Затоа и решил со сите браќа лазаровци да изгради црква. Ферман или султанска дозвола за градење црква тешко се добивала. Но желбата на селаните била посилна од се. На 15. април 1832 година зидањето започнало. Без дозвола. Во ова планинско село, каде што турците ретко навраќале, тоа било можно. Црквата е зидана 6 години без дозвола. Но кога Ѓурчин Кокале бил во аудиенција кај султанот во 1838 година, не заборавил да ја легализира изградбата на црквата, барајки и добивајки ферман за тоа. Султанот Махмуд II му го дал тој ферман. Црквата се зидала 9 години. При зидањето помагало целото село. Камен се носел од Чупоскакраста, подните плочи од Гари, а камен од Бигор е носено целото Росоки. На 2 август 1841 година црквата е осветена и го добива името Свети Ѓорѓија по ктиторот на црквата Ѓурчин Кокалески. Ентериерот на црквата го работеле повеќе зографи. Најпрвин зографот Михаил, доведен од Светагора, а потоа Димитрија Дичо од Тресунче,
Никола Крстевиќ и Крсте Колоски и двајцата од Лазарополе. Камбанаријата на црквата градена е нешто подоцна. Црковно-словенски книги, уште за време на градбата, се разбира со помош на печалбари, селаните снабдиле од Русија. На многу од овие книги среќаваме кратки писанија со потпис и печат на Ѓурчин Кокалески. Сите свештеници во новата црква биле месни луѓе, а богослужението го вршеле на црковно-словенски или на локален јазик. Веднаш по градењето на црквата и нејзиното осветување во 1841 година, во Лазарополе е изградено и првото училиште во Мијачкиот крај. Првата училишна зграда била во кругот на црквата. Примитивна, без клупи, на прозорците наместо стакла залепена хартија намачкана со зејтин, за да пропушта светлина, со настава на мајчин јазик, зашто и учителите биле месни жители. Друг јазик и не знаеле. Во времето кога ја сликавме емисијата за Лазарополе, особено за црквата Свети Ѓорѓија, во близина го затекнавме зографот Крсте Коловски. Вашите родители, вашиот татко, вашиот дедо учествувал во зографисување на црквава? Да, учествува и јас учествував и памтам и ја бев малечок тогаш од основно оделение, бидејќи школото беше тука до црква. И наместо школа јас на скеле горе и работа баш имам памета ми шо работев таму. И ден денеска стои криво малку. И после тоа работа е старите, нели? Сите. Да, вие... Имавме тајфа, малце, тие се собира поголема тајфа. Чичковци имав повише тројца, четворица. И со дедо Крсте, дедо Косто. И стариот прадедо, него памтам тој што учествувал во работањето на најстарите фрески овдека горе. Имате една фреска Страшни суд. Да, ако сакате да ни кажете, вие ги понесовте и длетата со кои што е правена резбата во црквава. Да. Како дошле до кај вас? Да, видите, беше тој еден стар мајстор бил во тоа време. Мајсторот Наум Тајтински, Пелтекот, го викале на прекар. Тој потекнувал од Мијачката школа и доживеал до длабока старост, после натака бе приклучен со зографите на моите предци и биле тајфа и работале заедно. И кога умрел бил негде околу 100 години и така со работањето заедно се прилагодиле и нашите како зографи да бидат и резбари. Така ја обавувале и резбарската работа со зографијата заедно. Овие длета се негови? Овие длета после смртта негова и наследиле нашите предци, бидејќи и ги употребувале додека биле живи, а еве и јас ги наследив, и јас ги употребувам, имам направено неколку работи, разбира со нив, заради да се освежувам, зашто учев и јас од моите предци, и резба, и зографија. По Втората светска војна, Лазарополе одново имаше свој процут. Се градеше и растеше, како да сакаше да го достигне она што веќе го имало во минатото. Дел од таа изградба остана и на источниот зид од задружниот дом. Оваа фреска што представува изградба е работена во 1950 година, а нејзини изведувачи се студентите од Академијата за применета уметност во Белград.
Печалбарството во овие краеви го снема за секогаш. Останаа само мотивите на тешкото, исткаени на персиски ќилим, да подсетуваат на тие денови. За другата во Азрополе, формирана веднаш по Втората светска војна, го носи името на големиот македонски поет Коста Рацин. И не случајно, овде, од секогаш достоен почит имале творците на убавиот збор, искажан во песна или во фреска, во резба или на везен ракав. Ако некогаш патот ве донесе во ова село, посетете ја сама Бука. Може би и вас ќе ви се роди некаква идеја за творба, за дрвото што со векови обстојало во овој камењар, како и човекот. Со приказот на малореканските мијачки села, ја завршуваме и нашата прошетка по долината на реката Радика. Во некои од нив се задржавме подолго, во некои пократко, иако и за едните и за другите имаше уште многу што да се каже. Во една друга прилика, можеби, улогите ќе ги промениме.